Како од партиски јасли до ефикасна администрација без отпуштања, можно ли е воопшто така до реформи? Дали законите ги забетонираа партиските кадри на функции во администрацијата? Што со службениците кои земаат плата и клатат врата? Во топ тема на ваша страна дебатираат актуелниот и поранешниот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и Марта Арсовска-Томовска и професорот Борче Давидковски. Гледајте топ тема на ваша страна, почнуваме веднаш. Добро вечер во топ тема на ваша страна. По категоричното не за партиски реваншизам на новата влада, како ќе се реформира јавната администрација, која изминативе години стана јасно за партиските кадри. Ова е клучната дилема од која зависи судбината на многу вработени, но и очекување конечно да се расчисти со партизацијата. Како вовед во вечерашната дебата, ќе ја проследиме анализата на мојот колега Александар Манасиев, заснована на најновото истражување на Центарот за управување со промени на тема како граѓаните ја гледаат јавната администрација. Еден од податоците што произлезе од ова истражување е навистина поразителен факт дека граѓаните, иако осудуваат партиски вработувања, сепак би прифатиле на тој начин да се вработат во администрацијата. Да погледнеме анализата на Александар Манасиев. Преку партиска врата најлесно се стигнува до државна плата. Вакво е размислувањето на граѓаните за тоа како се добива вработување во државната администрација, односно дали дипломата тежи повеќе од партиската книшка. Центарот за управување со промени од Скопје преку серија истражувања откри поразителен факт дека најголем дел од граѓаните осудуваат партизираноста на администрацијата, но истовремено сонуваат да земаат државна плата. Најголемиот дел од граѓаните сметаат, околу 70%, дека е неопходно членување во политичка партија за да можете да добиете работа во државниот или во јавниот сектор. Ваквите наоди се поразителни, тие директно влијаат и еродираат довербата на граѓаните во институциите. Анализата на Центарот утврдила дека дури 79% од граѓаните не одобруваат партиски вработувања во администрацијата. Помалку од 15% од испитаниците рекле дека одобруваат. Најголем дел од граѓаните сметаат дека стручноста, компетентноста се на 4-то, односно 5-то место, додека пак на прво место како критериум за избор при вработување е членувањето во политичка партија. На прашањето дали партизираноста е проблематична за функционирање на институциите, 2/3 од испитаниците рекле да. 23% од анкетираните рекле дека партизираноста не е проблематична. Според Малеска Сачмаровска, спорно е тоа како се доделуваат вработувањата. Значително влијание имаат мерки кои што се косат со системот на вработување врз основа на заслуги. Така да вие имате отприлике имате лотарија, која што вработи 1600 луѓе во јавниот сектор, па натаму имате закон за привремени вработувања кој што вработи 3000 луѓе во јавниот сектор, без при тоа, без конкурентност, без се разбира компетитивност. Државниот завод за статистика пресмета дека годинава во Македонија има армија од 220.000 невработени. За многумина тоа е причината зошто граѓаните би прифатиле да го трампаат гласот на избори за да добијат државна плата. Само 28% од анкетираните сметаат дека тоа е погрешно, додека другите би прифатиле да гласаат за одредена партија за да добијат вработување. Малеска Сачмаровска вели дека тоа се должи на придобивките кои ги носи државното вработување. Привлечноста на јавниот сектор се разбира се должи заради флексибилноста и сигурноста, високите плати кои што реално се повисоки од просекот во Република Македонија, и заради можноста и другите сите придобивки кои што одат со вработувањето во државниот сектор, односно можноста за користење на кредити во банките и така натаму. Државата е најголем работодавец во земјава, но факт е дека точната бројка на администрацијата долго време не беше јавно достапна. Според новиот регистар што го објави Министерството за информатичко општество и администрација, бројот на вработени под капата на државата годинава е над 129.000. Од 2006 до денес бројот на вработени во администрацијата пораснал за околу 24.000 лица. Шлак на тортата наречена јавна администрација се така наречените лица кои клатат врата, а земаат плата.
Од 2009 до 2015 преку 29 огласи биле вработени 2800 државни службеници. Според последниот извештај, над 1650 се нераспределени и се водат како вработени во секретаријатот за спроведување на рамковен договор. Во превод, седат дома, а земаат плата од државата. Интересно и тоа какво образование имаат лицата вработени во јавната администрација. Скоро 500 се без образование, над 9000 со основно, а над 36.000 со средно. Најголем дел или над 48.000 се со високо образование. Поразително на вистиното, повеќе од 2/3 од граѓаните сонуваат за работа во државната или во јавната администрација. Сметаат дека тоа им носи сигурна и стабилна работа, а таа сигурност може би доаѓа од фактот дека овие вработувања не се по системот на заслуги, туку по партиска припадност. Интересен е и ставот на анкетираните за тоа дали треба да има отпуштање во администрацијата за да се подобри нејзината ефикасност. Дури 43% сметаат дека отпуштања не се потребни. Речи си 1/5 од испитаниците или 19% сметаат дека потребно е да се отпуштат мал дел од вработените во администрацијата и на нивно место да се вработат нови. Да, тоа се најновите податоци од истражувањето за јавната администрација и како граѓаните го перцепираат. Вечерва на оваа тема дебатираме со актуелниот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, поранешната министерка Марта Томовска-Арцовска и професорот на правниот факултет Борче Давидковски. Добро вечер на сите. Ги слушнавме сите овие податоци. Партиските вработувања е нешто за што слушаме сите изминати овие 12 години и како што слушнавме од истражувањето, тоа веќе на третина од граѓаните им станува нормална практика, значи нешто што мора веднаш да се промени и во мајндсетот, како што велиме, на граѓаните. Господјо Марта Арцовска-Томовска, ќе почнам од вас со еден податок кој токму ова го илустрира. Во Генералниот секретаријат на владата, како што објави новиот генерален секретар Рашковски, има 367 вработени. Огромна бројка со која тој во моментов размислува како ќе се справи. Зборуваме за професионалност, вие на администрација секогаш инсистиравте на тоа. Меѓу овие голем број вработени, 80 се вработени само 2 недели пред да се формира новата влада. Меѓу нив има и еден со средно музичко училиште. Значи, какви квалификации се барале некој да влезе во владата? Кој е вашиот коментар за овие вработени? Видете, значи, можам да искоментирам како бивш министер и како граѓанин, меѓутоа не можам да коментирам од позиција на раководно лице на Генералниот секретаријат, заради тоа што надлежноста на министерството не е да ги бира вработените или да распишува огласи или да го контролира процесот дали е законит или не е законит во поотделните институции. Надлежноста на министерството е да ги креира генералните политики, да предлага закони со кои што ќе се унапреди целосно ситуацијата во оваа сфера, што и беше случај, и во рамките на тие генерални политики да поставува правила кои што другите институции треба да ги следат. Се има надлежни институции кои што се за доколку имало некакви прекршувања или некакви недозволени вработувања и така натаму, кои што би требало да се зафатат и да ја расчистат оваа ситуација. Значи не можам да кажам дали е тоа така или не. Овој податок исто така сега првпат го слушам од вас, затоа што не бев тука, бев отсутна едно 10 дена, така да не можам да ви кажам навистина што се случило. Значи доколку има нешто што било направено нелегално или незаконски, тоа би требало да се истражи и да се санкционира. Заложбата на министерството беше да го подобри во рамките на реформата, да воспостави сосема нов систем на јавна администрација, која што ќе обезбеди комплетно мерит систем, значи вработувањата, унапредувањата, мерењето на учинокот, перформансите на вработените да бидат по едни модерни европски правила, реков во целосен мерит систем, да донесе таква регулатива и да ја следи имплементацијата на таа регулатива, и тоа се случи многу скоро, значи пред отприлика 2 години. Претходно се работеше интензивно. Да, меѓутоа овој пример покажува дека воопшто не биле имплементирани. Значи треба да се истражи
случајот реков, доколку имало вработување 2 недели пред назначување именување на нова влада, тогаш треба да се види кои биле тие околности, какви биле тие околности, зошто тоа се случило, има определени исклучоци во законот кои што се однесуваат на, не знам, некакви итни неодложни работи, дали баш во генералниот секретаријат имало итни неодложни работи, не знам. Значи не можам да ви кажам. Дали вие сте, додека бевте министер, проведовте некоја таква истрага и дали имало такви несоодветни вработувања според мерит системот, против кои се преземени санкции? Да, вие сте презели. Така е. Од моментот кога беше донесена новата регулатива, значи од 2015 година, февруар месец, во изминатите 2 години имаше забрана за вработување, освен еден период од неколку месеци, заради тоа што во кампања, знаете, и определен период пред да започне кампања и така натаму, стапуваат на сила некои одредби од изборниот законник кои што велат дека во овој период нема вработување, напредување или престанок на работен однос. Значи, имаше еден, реков, период од 3 месеци, јули, септември, мислам дека беше 2016 година, кога се отвори можност за вработување и во тој период имам податоци што се случи во Агенцијата за администрација, затоа што се јавив да прашам, инаку тоа не е сепак надлежност, реков, на Министерството. На огласот од, не знам, стотина работни места, некаде 15-20 беа пополнати во една процедура која што беше исклучително транспарентна, конкурентна и мерит, и кои што вработени беа врвни професионалци во својата област или па луѓе кои што се стручни или компетентни за работата. И една анекдота сега ќе ви кажам, ми се јави тогашната директорка на Агенцијата за администрација и ми вели: "Леле, дали можам да направам нешто за..." А тие огласи беа практично објавени од различни институции. Да ги задржам луѓево, заради тоа што системот таков како што е, навистина гарантира одлични луѓе. Ја би сакала да ги примам во Агенција за администрација. Така да, сето тоа што се случувало во овој период, значи кога имаше забрани за вработување, не било едноставно постоја забрани за вработување. Дали некој тоа го злоупотребил или не го злоупотребил и дали имало навистина вработување, може, еве, јас колку што слушнав дека министерот на седница на влада имало одлука сето тоа да се преиспита и да се види кои се причините, дали имало или немало, каде биле тие вработувања, дали биле во општини, во кои општини биле, дали биле во генерален секретаријат. Господин Манчевски. Првичните информации апсолутно покажуваат дека да, само во период од 17 октомври 2016 година, кога беа распишани изборите, односно после ретот одложување, конечно се одржа изборите, ама само во овој период до 31 мај, кога се формираше владата, имаме неколку илјади, ќе ја кажам точната бројка за неколку дена, на вработувања кои што се реализирани дел во централните институции, дел во локалните институции. Голем дел од нив веќе навлеговме и во конкретните случаи, им недостасува одредена документација. Значи, или немаат позитивно мислење од Државна комисија за спречување на корупција или ред на други документи. Во моментов, во Агенцијата за државни службеници и во Агенцијата за вработување се случува еден голем наплив на огромни барања за вработување, измени на планови за вработување од функционери кои што се уште се актуелни и ги држат тие позиции, но се представници реално на претходната власт. Имавме експлицитен случај, например, каде што во општина Битола, вчера се доведовме во ситуација кога лично директорот на Агенцијата за вработување отиде да подпише над 180 решенија за вработување во општина Битола и во јавните предпријатија, кои што по различни основи официјално тврдат дека се согласно законот. Само по оние неколку досија што стаса случајно до нас, таму апсолутно има сериозни прекршувања во делот на датумите кога се добиени одобрувања за одредени случаи. Што ќе сторите вие со сиве овие вработувања? Велите неколку илјади. Ние веќе реагиравме до инспекторатот и тога беше уште минатата недела кога првпат стаса овие информации до нас. Меѓутоа, апсолутно можам да кажам дека инспекцијските служби не функционираат. Не функционираат сега и не функционирале претходно. Оно што кажа господја Расовска-Томовска, се согласувам. Законот може би бил донесен со сосема коректни мотивации. И тој на хартија
Не е лош закон. Меѓутоа, злоупотребите на законот, измрдувањето на одредени членови од законот, барањето на дупките во системот, нефункционирањето на инспекцијските служби, не имаат доведена во ситуација каде што вакви имаме многу случаи на партиски вработувања и на вработување на несоодветни кадри на одредена позиција. Како најчесто се злоупотребува законот? Видете, или има неколку веќе? Па не, ова што го кажавте дека имате човек со несоодветно образование. Да, со музичко образование, средно музичко. Реално секоја институција може да прави измени во Да, имавме стоматолог во Министерството за култура, мислам тоа можеби тоа е една од работите на кои што затоа и ние ќе инсистираме и тоа го зборувам цело време на повторно отварање на овој закон, една јавна дебата. Затоа што па ќе кажам, колку и да бил донесен со најдобра намера, колку и да согласно е европските регулативи и оценете позитивно од страна на Европската комисија, меѓутоа сепак покажува дека не соодветствува во одредени делови на реалноста. И она со што сега се соочуваме ние како нова администрација, и ова е еден огромен проблем што овие денови апсолутно секаде сакам да го крена вниманието за овој проблем, дека ние имаме апсолутен недостаток на раководен кадар, на високо стручен кадар во институциите. И тука тоа не е во согласно што вашата претходничка Не, што сакам да кажам. Нашиот впечаток е и нашите информации дека масовно се вработуваат луѓе на најниските позиции. Целта била да се добие некој глас повеќе. Значи главните вработувања се не на раководни. Видете, она што имам конкретни бројки. Позиции, во нашето министерство од 8 сектори во моментот е пополнет со раководител на сектор само една. Од 31 одделение 9 имаат само раководители. И не е различна ситуацијата и во другите министерства. Во Правда 11 сектори 4 се пополнети со раководители. Во образование и наука од 8-2. Во Министерство труд и социјална политика од 16-11. Во култура од 12-7. Транспорт и врски од 15-9. Финанси од 18-12. Значи ова се само 7 од кои што ги извадив информациите. Меѓутоа, соочуваме со недостаток на раководен кадар, а зборуваме за спроведување на процеси, на реформи, на сериозни работи, не само во областа на јавната администрација, во сите министерства, сериозни проекти кои што државата мора да ги спроведе за граѓаните. Мислам дека Марта има по тоа професорот. Знаете како, не можеле да се случат злоупотреби на законите, односно да се каже дека законите имаат дупки или пропусти, заради тоа што овие глави што се однесуваат на вработување, унапредување и мерење на учеток во законите воопшто не се стапени, не се влезени во примена. Значи, овие вработувања кои што ги спомнавте 1000 во овој период не се согласно Законот за административни службеници, него се еден исклучок од Законот за вработени во јавен сектор кој што вика во случај на итни и неодложни работи може да се вработуваат луѓе, меѓутоа во скратени процедури. Значи воопшто не се работи за недостаток на законот. Тој не влегол во примена, ме разбирате, за да може да има такво нешто. Давидковски, дали е уште една само една мала работа да довршам. Значи, ова што велите сега дека има наплив на барања за огласи, и се очекуваше дека тоа ќе биде така со оглед на 2 години забрана за објавување на огласи. Ме разбирате? А тоа што велите дека нема доволно раководни кадри, апсолутно се согласувам. Значи 200% се согласувам. Првата работа кога дојдов во министерството беше тоа, ако можеме да ги пополниме тие позиции некако. Меѓутоа не бев министер, бев заменик министер, министерот си ја водеше кадровската политика. Дента кога стапив на функција министер, стаса забраната за вработување. Значи јас навистина сакав и да се унапредат дел од вработените, затоа што јас не гледам друг начин да се мотивираат вработените, освен да се унапредат, да се стават на позиции на кои што ќе бидат мотивирани дополнително и со целиот свој капацитет ќе дадат придонес. Така да овој период, овие 2 години или 3 години од 2014 година во кој што сме во кампања, во избори цело време, не се некаков репер за да можат да се влечат заклучоци. Меѓутоа, точно е, и јас се согласувам дека треба да се направи анализа и да се испита состојбата и што се случило, да се констатира, доколку е нешто спротивно на закон, треба да се санкционира. Професоре Давидковски, законите и вие претпоставам
имате или немате замерка, но слушаме и за злоупотреби и слушнавме некои нови податоци за фактичката состојба во администрација. Видете, тука има рачекор, ние што го велиме меѓу нормативното и стварното. Јас колку што имам информации по овој новиот закон, кој што многу го чекавме, многу очекувавме од него, реформски и така натаму, уствари два се. Едниот е за вработени во јавен сектор, другиот за администрација. Само 18 се вработени за 2 години. По тој закон треба и планови да се прави, програми, барања, има еден од начините, првиот треба да биде преку мобилност да се пополнува администрацијата, а вториот ако не може да се најде, тек тогаш треба да се иде на јавен оглас, па за жал тоа мобилност никој не го почитуваше, сите идеа нови луѓе да се. Овие податоци се што и кажува министрот, тоа каже дека имаме тотално незаконието сме имали. Ми имаме закон. Повторувам, согласно тој закон влегле во државната, пред се мисли тука на државната администрација, влегле само 18 луѓе. Значи, оној филтер што законот 5 испита полагање, сега да не оптеретуваме за граѓаните тоа што полагаат. Тој филтер само 18 луѓе. Тој исти филтер, да се разбереме, е и за унапредувањето. Ако сака, ние имаме два система во светот. Има систем на кариера, кај нас нешто полицијата сака да го воведе со нивниот лек специјалис, и ние имаме во Македонија систем на работни места. Уште у 2000-та кога го воведувавме службеничкиот систем, рековме, ајде Македонија е неразвиена земја, лесно би требало систем на работни места полесно се адаптиран кон новите услови и едноставно бидејќи системот на кариера кој што е Франција, Германија, кој што стабилен систем, се знае, се влегува во администрација и колку услови треба да иде да напредува. Кај нас имаме систем на работни места, тоа е шаховски изразено како конјот. Значи може да скокне некое ниво и да иде на повисоко ниво. Например, може од раководително одделение, може државен советник да стане и така натак и така натак. Законот кажува дека на секое ниво треба од секој кој што аплицира треба да исполнува одредени услови. Предпоставувам едната страна што се изборите, тоа е точно, а вториот аспект по мене е можда и квалитетот што го имаме веќе на тие постоечките, дали тие можат, например, од раководител на одделение да биде помошник раководител на сектор или раководител. Места е навистина. Не, видите, ние имаме една лоша перцепција во нашава држава за администрацијата. Ние со законот за вработени во јавен сектор ги ставивме сите во еден кош. Значи, тука треба да се разграничи, значи, што е она. На времето си имавме државни службеници 2000-та, па многу. Разликата меѓу јавна и државна. Тоа се вработени во министерствата, тие што решаваат управни работи, што решаваат за права и обврски и вршат државни работи. Тука е бројката околу 11-12 во министерствата. Со статус на административец или постаро државен службеник. И од локална самоуправа влегуваат и тука се околу 5.000. Тоа е од прилика 5-16.000. И регистрот тоа го кажа. Ние имаме останатиот до 130.000 знани и уште едно 2-30.000 у јавни предпријатија што работат у трговски друштва во државна собственост и така, кои што се за договор за дело, значи од прилика уште 2-30, тие не знани. Значи тука е кај нас сега проблем. Проблемот и тука имаме, никој не знаеме кој работи, на што работи. Кога го работевме каталогот на работни место, тоа беше фрапантно. Не случајно се стави дека некој порано у администрација се велеше влегува високо образование, за раководително одделение високо образование. И он, значи, почиња од музика, завршува со авијатичар, например. Например, човечки ресурси. Па најповеќе ве сега направете на анализа на регистрот, ќе видите во човечки ресурси најмалку има правници, а токму правници им требат.
Они така се пунело со контингенти кога влегувале во администрација. Имаме физкултурци, со музичко, стоматолози, што и уште немаме, а работи човечки ресурси. Ако е партиската книжка единствена. Ама така се влегувало, тоа не сега, со години тоа се влегувало и едноставно ги распределувале луѓето. И ние што правевме на времето? 2002, 2006, кога ќе се менуваа властите, ние ги менувавме систематизациите. Тоа е едниот начин на например, овој сектор се вика за евроинтеграција и сега за имплементација. А ова испразнетите раководни функции, сега, како ги објаснувате? Испразнетите, токму тоа е одразот, тоа што ви кажав. Одразот е, пошто законов е голема пречка некој да биде унапреден, бидејќи тој треба посебни услови да исполни за да се пополнат тие работни места. Законот е пречка тоа да се пополни. Затоа што ми имавме еден период, да не кажам еден многу либерален период, се прима од факултет, од раководител на оделение ќе остане, или државен секретар ги става, генерален секретар ги става. Министерот спомена и дека е можна измена на законот. Тоа ќе видиме. Значи, јас зборувам за идејата како беше постоечкиот закон. Очигледно, еве сега, ако е вака ситуацијата, а постоечкиот закон е пречка за да се постигне ова ниво на раководни служби, едноставно ќе мора во закон да не се иде пак по инерција да се продолжи и новата влада незаконито да работи. Тука евентуално по-елегантно би било да се ублажат одредени норми во законот со цел да се овозможи постоечките за да бидат унапредени на раководни места. Господин Манчевски, дознавте ли конечната бројка? Ето, оно што е бројката објавена во последниот годишен извештај од 2016 година ги опфаќа вработените во администрацијата, но не ги опфаќа вработените во акционерските друштва каде што државата има капитал и не ги опфаќа договорите за привремено вработување. И тоа е нешто за што едно големо непознато за сите нас. Сега во моментов правиме одредена анализа, ќе се обидеме релативно брзо да ги добиеме податоците, но мора да имаме и соработката од раководните. Се пожаливте веќе дека не ви даваат податоци? Не, сите во зависност од случај различна ситуацијата. Ама еве ќе земам еден пример колку може да е фрапантен бројот на вработени со привремени вработувања. Само во АДЛМ на 17 октомври 2016 година, значи денот на распишувањето на изборите, Министерството за финансии дава согласно за 161 вработени. Ова е само во АДЛМ. Имам и по други институции. Во финанси 9 лица, само е најмногу. Култура 1. Значи, ова е само во еден ден. Можеме да замислиме што се случувало во неколку денови претходно. Или што се случувало години наназад. И затоа, кога зборуваме ние цело време дека оваа бројка која што, да, тоа факт е дека тоа се луѓе што се сорегулиран работен однос само во институциите на државната администрација, но не ги опфаќа акционерските друштва и не ги опфаќа со привремени договори, значи се сомневаме дека бројката е неколку десетици илјади поголема. Во моментот ќе направиме анализата веднаш кога ќе имаме услови ќе излеземе во јавност со таа бројка. Она што го кажа професорот Давидковски е апсолутно точно. Ние имавме еден период во кој што луѓе без соодветни квалификации се поставуваа на раководни места и после условите со законот се забетонираа прилично високо. А кај нас луѓето, сега да бидам искрен, не полагаат тестови, ако не знаат известно дека ќе бидат вработени или унапредени. Се уште ја немаме таа култура ние овде. И на крајот на криштата представуваат трошок за граѓанинот, кој што сака да аплицира за одредено работно место. Наш став е дека не треба да ги оптоваруваме граѓаните. Државата треба да се ги превземе трошоците за тестирањето на кандидатите за одредени позиции, кои што таа сака да најде луѓе. И затоа сметам дека од повеќе причини мораме повторно да го отвориме законот за административни службеници, но во една широка и транспарентна дебата. Апсолутно не намераваме да одиме и буткаме некакви решенија директно во владина процедура и во собрание, туку напротив, да отвориме дебата, да разговараме со сите релевантни чинители во оваа област, со граѓанскиот сектор, со универзитетите, со политичките партии и заедно да најдеме решение зашто имаме проблем. Очигледно тоа ќе биде долг процес. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме со дебатата. Дебата за реформи во администрацијата, дали се можни и како до департизирање на администрацијата.
Министре Манчевски, споменавте дека има многу вработени со договор, привремено вработени, не се знае нивната бројка. Само во 2015 година се знае дека се вработени 3000 вакви луѓе и донесен закон за трансформација од привремени во постојани вработувања. Значи, тие со договор на дело биле вработени постојано и се уште работат таму. Господјо Асовска, тие луѓе работат, законот се уште постои, прибе побара мораториум на него. Зошто не воведовте мораториум вие? Сега вака ќе ви објаснам. Значи, прво да се навредам само многу кратко на бројот на вработени во јавниот сектор. Опфатот на законот за вработени во јавен сектор, дефиницијата на тоа кој влегува во јавниот сектор и автоматски регистарот на вработени во јавниот сектор произлегува од дефинициите кој е опфатен во јавниот сектор. По дефиниција, во јавен сектор се опфатени сите институции, освен трговски друштва во делумна или целосна државна сопственост. Значи, и од тие причини вработените во ЕЛЕМ, во МЕПСО, па ако сакате, кога збориме за трговски друштва во целосна или во делумна државна сопственост, тука се Телеком, ЕВН и така натаму, не се никаде во светот, никаде во светот не влекуваат во опфатот на јавен сектор. Не постои таква дефиниција во која што трговски друштва се јавни институции. Ова реплицирате на министерот, да, колку вработување имало само во ЕЛЕМ? 10 пати сум ја кажала бројката колку се вработени. Клjuč беа вработувани. И јавноста интересира и ова. Јас согласувам, ама јавноста интересира ова. Океј, и таа бројка ја 10 пати сум ја кажала до сега. И јавно, и во емисии, и на интервјуа сум кажала дека последниот пат кога се заинтересиравме да прашаме некаде 2015 беа 10.000 вкупно. Во акционерски друштва и трговски друштва доели, што се во државна сопственост. ДОА и доели. Тоа се големи институции, имаат голем број на вработени. Што се однесува до привремените вработувања, повторно ќе кажам, дефиницијата во законот, од која што произлегува регистарот, па извештајот од регистарот вели кои што имаат засновано работен однос на определено или неопределено време со самите институции. Овие 3000 што ги спомна Неда, тие се вработени преку, претпоставувам, агенции за привремени вработувања, меѓутоа немаат засновано работен однос со институциите. Да, меѓутоа со законот велам, значи изводот од регистарот и бројката која што ја зборуваме ние цело време е согласно дефинициите на законот. Јас цело време тврдам, согласно опфатот на законот кој луѓе ги регулираме, нивните работни односи, вработување и така натаму, велиме толку се вработени. Значи, овие 10.000 што се вработени во акционерските и трговските друштва се надвор од законот и затоа не се во бројката и привремените вработувања немаат засновано работен однос со институциите, туку имаат преку некакви агенции. Сега. Ова што го спомнавте вие со да, добиваат постојано вработување. Не добиваат постојано вработување. Се велиме трансфер од привремени во постојано вработување. Значи, законот кој што беше донесен пред да влезе во сила овие нови реформски закони беа за хонорарците и договорците. Договори на дело, сервис контракт се викаат тие. Тоа нема врска со вработување. Значи, тоа не е работен однос. Тоа е ангажман, хонорарен, дело. Значи, ќе ангажирате преведувач, ќе ангажирате консултант, ќе работи 7 сати, ќе преведува нешто. Добро, значи, тоа секаде во светот исто така постои. Тие сервисни договори постојат секаде, не постои ниту една администрација во светот кој што повремено не ангажира определени луѓе. Меѓутоа, во минатото, хонорарците, овие хонорарци, кои што не биле ангажирани согласно ова што ви го кажувам за определено дело, да добијат определен надомест. Туку биле ангажирани за определено дело на 1 месец да го завршат, па на 3 месеца, па на 6 месеца и тоа продолжило, тоа било подоцна и волонтерите исто така, волонтерските договори, оние луѓе кои што работеле, значи без надомест, со минимален надомест, биле трансформирани во редовен работен однос со
некаков редослед во кој што тие што биле најдолго ангажирани биле потоа редовно вработени, и тоа се случувало во градинки. Значи ние направивме тогаш анализа, затоа што тоа навистина излезе проблем со Европската комисија, направивме анализа и тоа се негователки во градинки, болничари и хигиеничари во болници, 90% од тие вкупно 3.700 или 4.700, не ме држите за збор, кои што беа трансформирани во повеќе години. И тие се сега влезени во оваа бројка. Значи, оваа бројка од 130.000 ги опфаќа и тие, заради тоа што регистаров е од 2016 декември. Не го споминуваме, нели? А тоа, значи, тој закон бил донесен во 2014 година. Ме разбирате? Значи, пред да се донесат овие реформскиве закони. Пред вашиот мандат. Професоре Давидковски, каде има најмногу злоупотреби? Како се злоупотребува? И дури и овие закони што сите се согласивте дека се по сите европски стандарди донесени, сепак од сите овие искажувања... Да расчистиме ова за привед. 2014, значи, овој законот за трансформација, кој што кажа господја Тарцовска, значи, тој ја зема фактичката состојба. Со фактичката состојба, сите што имаа статус на некако ангажирање, договор за дело авторски или како во одредени институции, тие беа легализирани. Еве ми е направен факултет, добивме што работеа едно 19 луѓе, сите ги легализиравме. И тој закон не случајно прибе вели сега стоп. Сега имаме една коализија. Тој закон со тоа се заврши, но има например, вели сите институции, значи сите што се буџетски корисници, може да ангажира договор за дело без да добие согласност од Министерството за финансии од сопствени средства, ако има до 100 вработени тројца. Ако има преку тројца, со согласност на Министерството, согласност на Министерството за финансии. Понатак, овие што се волонтерите што се прави волонтерски договор, каде што се заверува волонтерскиот договор во Министерството за труд и има право на надомет само на хранарина и возарина. 4.000 денари. 4.000 колку тоа доаѓа. Значи, тој закон се уште, затоа прибе рече immediately, веднаш требаше тој да се укине, дури они мислеа и сите трансформирани, така и беше идејата, сите трансформирани едноставно да излезат надвор од системот, бидејќи на нелегален начин. Да, но остана, ја мислам дека и честно беше, бидејќи имаше воглавном по 10 години што работеа луѓе и сега веќе и легално се трансформирани, редовен однос, и затоа имаме ние голема бројка во 2015 се каже една голема бројка, тоа се тие трансформираните кои што влегуваат во да, меѓутоа приби експертите го регистрираат. Добро, они кажа дека не е вред, али мислам тие одредби што остана треба да се укине законот тој, понатака бидејќи сега веќе имаме нов закон кој што на сосема други начини. Прашањето мене ми беше зошто вие додека бевте министерка не го укинете веќе. Значи препораките, не го предложивме ние како министерство, беше предложено од Министерство за финансии. Нас искрено да кажам не изненади. Уште не беше донесен овој, да речам, нашиот закон, реформскиот закон, меѓутоа имаше аргументација зошто тоа треба да се направи, заради тоа што, како што кажа професорот, тие луѓе навистина работеле, волонтирале или биле ангажирани и стекнале искуство, помогнале на институцијата, тогаш немало можност да бидат ангажирани, потоа се ангажирани. Меѓутоа, оној, како што кажа професорот, тој закон има уште еден дел. Значи, првиот дел се однесува на трансформација, луѓето да добијат работен однос, ама вториот дел се однесува за од тогаш од кога е донесен па и во иднина, значи важи и денеска, кој што вика не можете преку авторски договори да ангажирате повеќе од 1% од бројот на вработените. Значи, на 100 вработени во, еве да речеме на 200 вработени во определена институција, вие само 2 во текот на годината можете да ангажирате преку авторски договори, што за мене е добро, заради тоа што се стави некакво ограничување и таму и во тој дел. Значи, кога зборам за ангажмани, дали е тоа тешко да се изведе или не е, а ја лично мислам дека е тешко, зашто ти
Два пати ќе викнеш некој на превод во годината и готово си е исполнил квотата. Во квотата. Министерството за здравство дека се исплатувале и големи хонорари на хонорарно ангажирани новиот министер Таравари ми само објави. Сите овие работи кои што вие ги спомнавте како примери што отворивте, не знам 80 министерот тоа што кажа имало огласи, немало огласи и така натаму. Говорат за функционерите кои што раководат со тие институции. Јас со сето тоа што го направив за да се реформира системот кој што во изминатите 25 години бил таков каков што бил, и тоа било 90% легално правено, немам намера да бидам боксерска вреќа овдека и да седам и да слушам овој вака направил, оној така. Секој што сгрешил, нека одговара. Нека каже министерот дали во министерството има еден авторски договор, дали има еден вработен, дали има еден нелегално вработен и така натаму. Зошто јас не сакам да ви кажам дека зборуваме апсолутно се согласувам. Меѓутоа имаме надлежности. Знаете како? Ако е министерот надлежен за јавна администрација, точно во определени во Законот за организација и работи на органи на државна управа, таксативно му се наведени кои се надлежностите негови. Не може да биде надлежен за се, не може да одговара, нити па да знае, нити пак да превзема било какви мерки, ниту пак да казнува. Има други институции што се за тоа оформени. Значи, постојат институции кои што се за тоа оформени, кои што тоа им е работа, кои што можевте да ги викнете сега и да ви кажат зошто излегле на терен, зошто не излегле на терен и така натаму. Генерално креирањето на политиките е работа на Министерството. Се согласувате, професоре Давидковски? Не, мислам, ја свртевме водата на поединечни случаи. Не, мислам, најмалку Министерството е тука повикано. Ја колку што кога кажавте, треба да зборуваме за реформи во јавна администрација во Македонија. Министерството, камо среќа Министерството да беше виновно, многу лесно. Министерството воопшто не е ни виновно, не е ни инволвирано, за жал. Не може ни да тоа министерство, ако идеме по логиката, ова што ги кажа министерот, овие бројки. Министерството воопшто не е инволвирано и агенцијата за администрација преку која формално треба конкурсите да тоа. Тоа се луѓе примени мимо законот, овие два закона што важат 2 години. Да, се поставува прашање кој ги примил, кој ги пријавил и како плата зимат луѓе. Тоа веќе затоа зимале сите плата. Па фала Богу, чим е примен, тој сигурно и плата зима. Што би требало да се случи со сите оние што беа примени еве со државната лотарија во Македонски шуми? Тие луѓе уште примаат плата или се распоредени, не се распоредени. Практично немаме никакви податоци. Што би можело да се случи? Многу немаме податоци. Немаме ни они 1600-700 што се во секретаријатот за рамковен, што со години седат тие. Овие од Македонски шуми, јас знам на времето ми пратија 4 декан кога бев на правен факултет, дојдова 4 и ми велат викам добро, ја ми фалеа чистачки она, вика ја имам 4-то одделение, сакам вика службеник да бидам или чувар да бидам, она едноставно се гледам, мене викаме ми кажува тамо и од тамо и тамо. Да не кажам од која не е, од тие коалиционите партнери што беа партии, го пратиле и на правен факултет малте не викам да те ставиме професор со 4-то одделение. И нормално не ги примивме. Каде, каква е судбината, не знам. Али најверојатно седат некаде и примате некој додаток и така натака, бидејќи и договорите што ги праќаше Министерството за труд со нас, едноставно за преземање нема што да преземам. Како да преземам ја некој кој што не ми треба и нема соодветно образование. Тоа ќе се реши. Еви за овие секој поединечен случај, ако имаме навистина добра и управниот инспекторат и трудовиот инспекторат, ако земат секој се види дали полагал, не полагал, кои документи има и така натака, едноставно многу лесно, тоа е очигледно овдека само ја сум изгледа правник. Тоа е, ние правниците кажуваме формална повреда, значи ако он немал некој документ при ВРБ, тоа повлекува ништовно, тоа му се поништува уписот му, решението едноставно, кога да не бил вработен, едноставно многу лесно со таквите случаи, ако има такви аномалии.
Тоа ли е начинот на кој ќе се справува? Не, сакам да кажам, по утврдена постапка за секој едноставно многу лесно, бидејќи ако вие услови имате високо образование, ако имате услов 5 испита да полагал, и се, тој нити има високо или нема соодветно образование, не исполнил општи услови, како некој склучил со него да нема он стечени права. Он во стартот кога влегувал му е фалично влегувањето и затоа ќе му се поништи влегувањето, едноставно не е проблем. Добро. Министре. Факт е дека најголем проблем е непочитувањето на законите, не само во оваа област генерално. Решението дел ево заекнување на механизмите за контрола и за почитување на законите, но дел и да ја сватиме реалноста и да видиме какви измени треба да направиме во законите. Пред да малце зборам, се согласувам со професорот Давидковски, малце повеќе збориме за што може да направиме во следниот период, ама на разни начини биле заобиколувани законите. Добро, овие се случаи, значи, Музичката академија очигледно била многу интересна, па и во општина Виница во одделение за урбанизам имаме работен со музичка академија. Во 12 институции државни, во време од 17 октомври до 31 мај се превземани лица од едно на друго место. Од лани до година. Никако не сме. И не може да има итност за овие превземања. Меѓутоа, ајде, она што сакам да се вратам. Главно е да видиме што можеме сега да направиме. Значи имаме фактичка состојба дека немаме доволно квалитетен кадар за да може да ги вози процесите во администрацијата. Или го имаме внатре, ама треба да го идентификуваме, тоа е првото решение, и да добие соодветно место. Дали тие луѓе ги исполнуваат, можат да ги исполнат во релативно брзо време условиве. Ние не можеме да чекаме на 2022 година. Ама затоа сакам да отвораме една јавна дебата кај што можеме да направиме заеднички некакви измени во Законот за административни службеници, во Законот за јавни службеници. Например, во ист кош, кажа професорот, во Законот за јавна служба се и МАНУ и градски паркинг. Тие се даватели на услуги. И се тука се сите. Мора малку законите да ги согледаат, окей, со најдобри намери да биле донесени, ама меѓу време се гојат аномалии. И мора жива материја, треба да се менува. Може малку. Она што исто така имаме воочени проблеми сериозни забелешки од страна на ОПС и ОДХР и на Европската комисија, дека системот на унапредување, на мобилност и на отпуштање од работа често биле користени како предмет за политички притисоци. Особено за тоа се жалат вработените во администрацијата од начинот на оценување на администрацијата. Да, моделот е можеби по некој пример, по некој репер од земја кој што со далеко поразвиени демократска институции и принципи од кој нас, меѓутоа факт е дека во моментот и во извештајот на Европска комисија од 2015 се вика дека се користи за злоупотреба на процесите за отпуштање. Да, и во извештајот на ОДХР за овие избори се вика сериозни грижи за заплашување и закани за јавните службеници со цел да присуствуваат конкретни се на контрапротести. За ние мора да ги адресираме овие работи некако, не можеме да оставиме така. Иако, видите, секој закон, секој може да најде начин како да го прекрши. Факт е дека пред се политичката волја, свеста на луѓето, дали некој ќе се реши тоа да го прави или не. Не е дека сите ги кршат законите и се, ама мораме да најдеме начин да ги санкционираме. Првиот проблем оние што ги прекршиле, второ, да превземеме мерки за да законите ги направиме адекватни на реалната ситуација. Професорот во паузата спомена и ве праша, тоа не го слушнам, зашто не покренете нели против директорот на Агенцијата за вработување, кој вработил, колку рековте во Битола сега подпишал решение. Скоро 180. Значи, дали е тоа решение, дали ќе го направите? Значи, конкретно дебатата е една работа. Дебатата е нешто што најверојатно ќе трае. Дури создадат некакви резултати, па вие тоа исто така треба да го обработите, не конкретно што ќе превземете. Во конкретниот случај се јавивме, имаше дојава, представка до соодветната инспекцијска служба, но колку што ја знам до ден денешен нема реакција. И се подпиша тие решени. Оно што паралелно и малку во дебатава го подзаборавивме, паралелно не е само измена на законот за административни службеници. Значи во министерството подолго време се спремала нацрт стратегија за реформа на јавната администрација. Значи ние имаме една стратегија која што
2010-2015 мислам дека беше период. Ова е за 2017-2022 поради избори, најверојатно ќе биде 2018-2023 како што ми личи. Меѓутоа, тоа е нацрт документ кој што го има подготвено Министерството. Ние сега го објавивме јавно на нашата веб страна, заедно и со коментарите кои што дојдоа од Сигма. Но, вие малку спомнавте исто на паузата. Се ова личи многу далечно. Јас да, и многу бавно и искрено без резултати скоро. Доаѓам од реалниот сектор и не се согласувам. Ние може да дебатираме, ама не можеме бесконечно да дебатираме. И кога зборуваме за стратегија за реформа во јавната администрација, треба да седнеме еден месец, сите да ја издебатираме, сите чинители, најјавно и транспарентно, и да се договориме, да ја усвоиме најкасно до крајот на летото, почетокот на септември. Затоа што не може да чекаат процесите и голем дел од финансиските средства што ни се на располагање за реформа на јавната администрација зависат од стратегијата за реформа на јавната администрација. Така што јас апсолутно не прифаќам, ама ова ќе трае и ќе дебатираме вечно и така. Да, дебата најтранспарентно и отворено со сите. Впрочем и оваа влада се обврза дека нема да пробуткува решенија по брзи постапки колку што може и дека максимално ќе ги дебатираме во јавноста. Но мора и да ги носиме одлуките. Затоа што на крајот проблемите не остануваат и тоа се таложи понатак. Какви одлуки ги донесете сега? Прво пред или паралелно со дебатата? Веќе сме влезени во дебатата, ние веќе организиравме една јавна дебата, не беше стратегијата, таа беше општо за составите од администрацијата. Во вакви јавни дебати. Повторно ги повикуваме работните групи, истите 6 работни групи кои што биле ангажирани во пишувањето на нацрт стратегијата, уште еднаш сега да ја разгледаат, да дадат свои коментари, да ги видат коментарите на Сигма, на сите што праќаат на нашата веб страна, да ги разгледаме уште еднаш тие коментари. Ќе се видиме уште еднаш, 2 пати, 3 пати максимум. Да, меѓутоа на крајот мора да ја усвоиме таа стратегија. Во таа стратегија има акциски планови, конкретни се работите кои што понатака треба да следуваат. Но и законот, ова дебата ја гледаат луѓе кои се вработени во администрација и кои во моментов ги интересира што овие да речеме последни што се вработени. И подпишани вработувања, што со нив ќе се случува. За тоа рековме, наша цел генерално како влада треба да го решиме проблемот со невработеноста. Ако било кого отпуштиме од работа, било каде, пак треба, ние треба да ја решиме невработеноста на сите граѓани. Јас некако од зборот реформа ничи не го сакам веќе. Повеќе сакам да зборувам за реорганизација и прераспределба во администрацијата. Имаме очигледно позиции и цели сектори, како например IT експерти, инженери кои што фалат. Тие секаде фалат, а во администрацијата особено фалат заради ниските плати во однос на реалниот сектор. Имаме реални проблеми на кои што затоа мора да ги отвориме законите и да се обидеме да ги привлечеме луѓето. Ако тоа значи дека треба да тргнеме дел од тестовите или да го одложиме, да ја одложиме нивната примена до, не знам, влезот во Европска унија. Ако тоа значи дека треба некако да го смениме начинот на оценувањето. За унапредување зборам, не за уназадување. Че луѓето бидат безбедни дека не се работи за политички реваншизам, туку напротив, да се најде потенцијален кадар во постоечката администрација, да му се даде шанса да работи. Ако тоа значи дека треба да разговараме за малце да подослободиме внатрешната мобилност во администрацијата. Треба да ги отвориме тие теми. Ама ако велите партиски кадри кои и служале на партијата, директно спомнавте избори, спомнавте притисоци. Видете, дека преку ноќ и со еден потек ќе ја решиме администрацијата, ќе ја деполитизираме и така натаму, нема да се случи. Процес е кој што ќе трае, мораме брзи чекори да превземеме на почеток. Токму за тие брзи чекори на почеток ве прашувам. Добро, пазете, некако во јавноста овие бидејќи освен дебата, мислам дека овие 3 недели во јавноста некако го фативме и ќе кажам најдостапни сме за дебата од оваа администрација на министерството и од претходната, а е тема што е најгломазна можеби. И на вистина треба дебата. Има два различни типа на владење, на влада. Ја ги викам инженерски, стварно тука само професорот е правник. Влада 1.0 и влада 2.0. Стариот тип на владење подразбираше владите носат закони, политичарите и се грижат дали тие се спроведуваат или не. Кој спроведува добро, другите ги казнуваат.
Денешниот тип, нека нас секаде, на нов тип на владење, е по-хоризонтално. Че мора да се седнат, владата треба да е таа која што ќе иницира дебатата. Таа треба да иницира дебатата. Да ги викне сите на стол и да каже, луѓе имаме проблем, ајде го решиме проблемот. Значи, имаме наша идеја, имаме наши предлози. Ама не значи дека тоа е апсолутното решение, ама заедно мора да дојдеме во брз рок. Не може утре, ама во брз рок, веќе некои рокови од прилика ги кажав, да стасаме до крајниот резултат. Тука ќе направиме повторна пауза за реклами и се надеваме дека по неа ќе ги слушнеме конкретните предлози на владата и чекори кон реформи во администрацијата. Пауза за реклама. Гледате топ тема на ваша страна, се враќаме на дебатата. Господја Арсовска, Томовска, сиве изминати години, она што најмногу слушаме кога ќе се спомне администрација, се рамковните вработувања. Во секретаријатот за рамковен договор има 1743 лица, никој не знае кај се распоредени, многу од нив, како што велат граѓаните, клатат врата, земаат плата. Исто така, велите законите се спроведува, во ваше време беа донесени, меѓутоа ова остана како еден проблем. Дали во вашиот мандат се обидовте тоа никако да го решавате или со политички договори нема ништо? Знаете како? Тоа е само еден мал дел од целава приказна. Ја цело време се обидувам и тоа што сакам да го направам и новиот министер, што е стварно нов и уште и јас исто така се однесував како него и бев речеме оне и воздржан, ја бев по-еуфорична на почеток, се ова ќе направиме, она ќе направиме и така натаму, затоа што всушност од перспектива на човек кој што доаѓа од реален сектор, јас 15 години бев во реален сектор во IT индустријата, менаџирав големи компании, кога ќе дојдеш во јавната администрација, слушаш само некои ситни детали, тоа што ќе допре до тебе, ќе ти каже еден, ќе ти каже друг, тие неработниците највише кажуваат тоа, раскажуваат вака било, така било и така натаму, меѓутоа треба известно време да помине за да ја видиш големата слика. Големата слика во јавната администрација е следнава. 25 години системот бил крш. Така? Значи 23-4 години. Крш бил системот, немало систем. Немало ред, имало за дел за државните службеници, некаков систем, некакви критериуми, далеку од мерите, така натаму. Ние направивме систем. За прв пат воспоставивме систем. Тоа што го спомна министерот, значи во законот за вработени во јавен сектор направивме класификација. Па реков, има администрација, ова што објаснуваше професорот, државни и јавни службеници, има даватели. Меѓутоа вие зборувате за последните 2 години, да, така дури сте даватели на јавни услуги. Владата на ВМРО ДПМН и коалицијата беше 12 бил. Значи истиот систем бил цело време, па ние 3 години ги спремавме претходно овие реформи. Консултации, експерти, домашна јавност, стручна јавност, јавни дебати и така натаму. Администрацијата комплетно била веројатно променета и биле вработени. Не била комплетно администрацијата променета, тоа е невозможно да се направи, заради тоа што ако ви кажам дека просечна возраст е 45 години, а просечен стаж во администрација 15 години, па вие пресметете дали била комплетно смената или не била смената. Овие работи кои што ги спомна министерот, ману бил во системот и овие подс биле во системот. Они, едните и другите, знам, затоа што и јас кога бев, истото цело време бара ние да излеземе од системот. Абе, луѓе сите сакаат да излезат од системот. Значи, они се во категоријата, и тоа не сите, значи, дел од вработените во МАНУ се административни службеници, дел од Паркинзи се административни службеници. Чистачите се, чистачи, хигиеничари и така натаму, тие се група на помошно-технички. Давателите на услуги, по онаа светска дефиниција Public Service Provider, значи даватели на јавни услуги, тука има различни образование, здравство, култура, комунални и така натаму, светски трендови се тоа, светски искуства се. Значи ништо таму во тоа не е измислено. Ако некој навредува да се вика здравствен работник или здравствен соработник или наставник, а сето тоа под широка дефиниција на Public Service Provider, ја не знам како да му помогнам. Па не ќе порано докторите и јавни службеници да се викаат. Па падна, имаше 9 иницијативи на уставен за законот за јавни службеници што беше донесен и така натаму. Значи,
не можеме, треба да се фокусираме на големата слика. Големата слика е, системот беше крш, системот се среди. Немаше шанса да проработи во определени делови, во делот за вработување, напредување и мерење на учинок заради кампања и изборни закони. Оној другиот дел, класификација, мобилност, дисциплински постапки, тој си работи. Дајте му шанса на системот. 3 месеци, не повеќе. Вие новинарите следите. Ако видите дека има проблем со системот, тогаш ќе се реши. Ја не викам дека ние сме направиле најдобро решение. Ние сме направиле, ние кога зборам ние, тоа се, вие не знаете, бројни експерти, бројни искуства од цел свет. Европска комисија до точка запирка ни викаше, ова може, ова не може, вака треба, така треба. Од ЕПСО се превземени сите тестирања на Европска комисија. Значи, нема таму ништо што е направено бледо или кој како стигнал, научил, прочитал. Системот за оценување 360 физбек, светски познат систем, применет во цел свет. Сите тестови се применуваат. И сега ние велиме, дајте ќе го смениме. Ја викам, дајте пробајте го. Значи, дали функционира, дали мерит систем функционира, а ако не чини, ќе го смениме. Нема никаков проблем. Нема никаков проблем да се смени. Меѓутоа, вие надавате шанса, мислам, не вие, него генерално јавноста. Па тука влегуваат синдикатите, па влегува како има некакви барања. Можеме само кратко. Да се... се извинам, ако имате уште. Не, сакам да кажам дека цело време ни е фокусот на внатре администрацијата сама себе, па синдикативе некои права има, нешто бараат, па имало колективни, немало колективни договори, се е како што треба, се е испреговарано, се е договорено, дајте му шанса на системот да заживее. И клучната поента ми е овдека, големата слика друго вика, доста се бавиме сами со себе, па ние се бавиме сами со себе, се броиме, се организираме, се структурираме, 2-3 години, мислам у овој тежок период. Бе, луѓе, целта на администрацијата е да дава услуги квалитетни кон граѓаните. Да, меѓу граѓаните се административни постапки, права и така натаму. Што спомена министерот, се партиски притисоци. Јас се согласувам со вас. Значи, велам системот не беше имун. Значи, легално беше дека системот нема кочници, нема контроли. Комшијата да се јави можеше да ургира, роднина да се јави можеше да ургира, партија да се јави можеше да ургира. Сите можеа да ургираат. Го затнавме. Значи, дупката ја затнавме. Ајде да видиме како ќе функционира. Дел од реформа на јавна администрација 1.0. Администрацијата се бави сама со себе. Реформа на јавна администрација 2.0. Подобри јавни услуги, реорганизација на процеси, реорганизација на институции, делегирање на надлежности, укинување на институции, спојување, оделенија, сектори, сака да ви одговори и така натаму. Тоа е реформа 2.0. Се согласувам на хартија дека се е така. Ама јас не знам уште што треба да направиме да видиме дека ние не можеме да функционираме. Во нашето министерство ние не можеме да функционираме, точка. Како не можеме? Затоа што немаме раководители на сектори. Распишите оглас. Значи, и сега пазете, со условите кои што се сега поставени, дали вие сметате дека има доволно мотивирани луѓе кои што ќе дојдат, особено за платите кои што ги нудиме. Значи, не е еднозначна работа со еден потекст се ќе завршиме. Комплексни проблеми. Најбаналната работа, ако некој не сте му обеќале дека ќе го добие тоа место, никој не полага TOEFL или странски јазик или оди на тест за психолошки тест. Тоа е бесплатно. Во ред, ама не го прават тоа. Ама нема, тоа е процедурата е таква во цел свет. Е така, процедурите се такви, ама ние не е еден пример во цел свет. Постојат неколку различни модели. На крајот на денот ние во 2014 кога се дебатираше за овој закон, СДСМ беше апсолутно против овие тестови. Бесплатен е тестот. Бесплатен. Не се психолошкиот тест викалите дека е бесплатен. Тестов за јазици? Тестот за јазици не е бесплатен. Добро. Точно. Имаме агенција за тренинг на јавната администрација, постои на хартија за обуки. Така. Таа треба се зголеми низиниот капацитет и човечки ресурси, технички, да ги спроведуваат тие тестови. Тестови за англиски јазик и за психолошки тестови. Зошто да се аутсорсираат на приватни фирми? Не се аутсорсираат во агенцијата за администрација, се вршат во ред. Меѓутоа, што сакам да кажам? Значи, не е само една работа, значи имаме факт дека не ни е функционално. Ама работа. Што го пробавте ли? Објавивте ли еден оглас за да би биде функционален или да не би биде? Јас сутре можам, ако сакате, ќе објавам 500 огласи. Ајде. Објавете. И ќе што ќе се случи? Ќе го зголемуваме само бројот на вработени во администрацијата, при што
И самите сте свесни дека не е атрактивно моментот ако сите сакаат да работат во јавна администрација. Не се атрактивни условите кои што ги нудиме. Зборуваме за раководни кадри, кои што сакаме квалитетни луѓе да ги повлечеме од некаде. Значи, ја не зборам за најосновни помлади соработници. Никакви критериуми нема таму страшни за да бидат било Не знам, факт е дека имаме помлади соработници кои што на помлади соработници 20 години. Мерит системот. Ама значи, дека секое спуштање на критериуми отвара вратиче за партиски вработувања. Не е мерит систем само ова и толку, нема друг мерит систем. Значи има во повеќе елементи е мерит системот. Велам дека спуштањето на критериумите не е решение. Значи да пробаме, еве пробајте. Кажете ми кој решение, чекаме до 2022 година. Што? Имате можност утре да објавите оглас. Зошто не објавите и да видите дали ќе има кандидати што ќе ги исполнат условите? Секако ќе има објавување на огласи, но тоа не може да е. Ама дајте му шанса па да правиме, да разговараме. Зошто однапред да викаме овој систем не функционира? Затоа што ги гледам бројките. Ма не бил спроведен системот досега. Значи, нов е. Не бил спроведен, 2 години е законот, 2 години не можел да биде спроведен. Ме разбирате што зборам? Немам луксус да чекам. Па утре објавите оглас. Видете, значи да, но затоа велам, значи ние мора да ја согледаме реалноста во очи. И не можеме да кажуваме или ова ќе биде вака или крај на вака. Не, тоа не е далеку, него викам да се проба, да се види. Имаме реални цел свет вика дека е така. Ами цел свет вика дека имаме проблем во администрацијата. Како? Имаме, да. Па за тоа е решение на проблемот. Извинете, ама знаете како да викате, претходната влада, не викам вие лично. Претходната влада, кој што беше иницијатор на овој проблем, затоа сме вака ниско на сите меѓународни извештаи, сега викате оставите го овој систем што ние го несовме, тој да го реши проблемот. Прогрес има во тој систем, не знам како не. Прочитајте го прибе. Итите реформски приоритети. Ригорозна имплементација на законите. Не викаат дека има проблем. Мислам, нити па вие во пракса имате искусено дека има проблем пошто не сте го искусиле. Ние се што ќе правиме, да ве уверам, се што ќе правиме. Се ќе биде и во консултација со експертската група на Прибе, што сега пак ќе дојде. Така е. И во консултација со нашите меѓународни партнери, значи ништо нема да превземе надвор. Се што ќе биде предложено и на крај, нема се што ќе предложиме, може да се договориме да пројде, и на крај усвоено, ќе биде во консултација и согласно со сите наши партнери во овој процес. Фер. Професоре Давидковски, како експерт? Јас едно можам да заклучам дека пак реформа нема да направиме. За реформа, прво не знаеме што сакаме со реформата. Што е идејата зашто правиме реформа? Еве двајца сегашен и бивши министри. Правиме реформа за да со помал број администрација граѓаните добиваат поквалитетни услуги, да бидат по задоволни. Првата стратегија од 99 година што беше, имаше таргет. За наредни 5 години, тогаш бројката беше 128.000, ќе се преполови. Нити се преполови, нити граѓаните беа задоволни. И тогаш која година? 99 година. Значи, 2000-та ги донесоме клучните закони. Закон за државни службеници и за организација и начин на работа на органите на управата. Едно е право бившата министерка, што ве рече дозволуваме, правиме администрација да се реформира. Никаде во светот тоа не е постигнато. Никогаш. И никој пат нема и сега не да постигнем. Никога, еве ја ви гарантирам. 39 години се бавам со оваа проблематика. И домашно, и странство. Дур нема политичка волја да се нешто да се промени на подобро. Ми ова го правиме за интересот на граѓаните, не за Прибе или за Европа. Кога кидам ја на шалтер за 2 минути, мене многу ми е жал. Многу бевме, знаете што бевме? Ние бевме Америка пред Србија. Сега ме викаат на Златибор. Закон за Национална академија за стручно усовршување во јавната управа, министре и бивша министр. Правата академија, понатака закон за вработени во јавни служби, дори сега го носат, а го менуваат закон за државни службеници. Закон за општа управна постапка од едно место, да го ставив. 2 години законот постои, административците не го познаваат законот, а камоли граѓаните. Го гледам ја вчера вашо ќе биде сега премиер.
Отишла на телевизија, се фала, дојаѓа странка, тебе пријава дете, вамо, тамо, све изводи, ово, она, матичен број, све на едно место му се дава. Се фалат луѓето. А ние што се фалим? Рече Марта, имаме систем, го направивме точно, ама со кого? Ние кога го направивме системот, требаше да зведеме кој ќе го спроведува системот. Не Марта, не Борче. Тие што беа тука, требаше тие да ги сфилтрираме, колку им е капацитетот, дали можат тие да се реформират и дали заслужуваат на тие места. И сега е бетонирано и он сега вика, немаме простор, немаме луѓе. Системот тоа не му го дава. Врзани ли се рацете на Па врзани му се рацете бидејќи законот не го дава. Законот не му овозможува он да земе да има луѓе на вистински места. Ние толка сгрешивме кога зборевме обуки да земеме ние примаме, кажуваме сите и се смееме. Стоматолог работи на овој работи човечки ресурси, овој работи оно и се смееме и се лави. Системот ние сами си го уништивме. Имаме одличен закон, но со погрешни луѓе кои што треба да го излечат системот. Тоа е и го направивме регистарот, ја бетониравме со тој, направивме каталог, така беше. И ние ја бетониравме ситуацијата. Тука е кај нас проблем, кај нас што никој не сака да има политичка волја. Ја сега еве министерот вика нема отпуштање, окей. Али вика, ја морам да ги пополнам. Значи, ново примање. А колкава ни е чергата, ја да прашам, до каде ни е чергата? Па уште не ја знаеме никонечната број. Буџетот колку ни е, со кои пари новите ќе ги плаќаме? Што ќе правиме? Еве овамо гледам се денеска на телевизија, овој автопат, не знам, дубиоза, оној другиот автопат дубиоза, уште колку ги и тоа треба да се пополни, сигурно нема да останеме така. Да, и треба да се плати поправката и што во администрација. А јавната администрација, најголем дел од буџетот иде за плати во огромен е јавниот сектор. Ние требаше функционална анализа треба да направиме. Ние пишуваме стратегија, ама никој не сака да се осврне функција. Ние имаме министерства кои што имаат паралелни надлежности, исти. Имаме сега, кажува министерот, имаме ние формално согласно закон за организација начин на работа на државна управа 13 инспектората, а екзистираат 32. Со лек специјали, со малечки закончиња правиме инспектори и сега на министер инспектор кој што се грижи за законитост, а тоа му е работата, му одбива да спроведе одлука. Ние имаме две комисии во нашава администрација, една комисија за решавање на управни работи и работни односи, има 40-50 вработени, и уште помалку да не остане, уште една сега направивме за управната инспекција, за инспекциите што носат акти и за прекршоците. Па добре луѓе, тоа Америка го нема. Па ми немаме пари за тоа. Екзистира толку парадржавни или да не кажам регулаторни, какви нети ги накитивме тела, се напунија со кадар, а фактички функцијата никој не може да изврши. Мораме функционално да разгледаме, да видиме што ни треба, и што имаме. А ја знам дека пак ќе збориме јавна администрација, пак поисто ќе си биде. Не верувате дека дебатата ама нема ниеден која влада ќе донесе одлука вемо. Сериозна реформа, знам дека се прави во сериозни држави. Значи, сериозна држава, точно, посериозно треба да се зафатиме со овој проблем, меѓутоа, реков, значи, овој првиот дел во кој што се броевме, се меревме, си кажувавме кои ни се работни места, задачи, тежина, плата и така натаму, тоа е 99% завршено. Сега идеме во вториот дел, овој што го кажа професорот, значи, тоа е реструктурирање, организација, следење на надлежности, јавни услуги. Знаете што се случува? Само кусовти да слушнаме граѓаните што мислат. Знаете што се случува? Имате вие општини во кои што има голем број жители со седиште во село се, во кои што не постои ниту една институција, па освен некој училиште, нема полициска станица, нема здравствен дом, нема ништо, а им треба на граѓаните, а имате помали општини со седиште во град со 10 пати помалку жители, па имате 30 институции таму.
Ме разбирате? Значи тоа е останато од бивша Југославија, некои системи Добро, така натаму. сега зборувавме знаете што е направено последниве години. Тоа мора години. да се направи и тоа е дел од стратегијата која што на мое големо задоволство, на вистина ми е драго што министерот ја прифати бидејќи има честна проценка таму каде грешиме, што ни се проблемите, за да се стави на јавна расправа, да се донесе и да се решението усвои. не е само во стратегијата, ги прашавме и граѓаните за мислење како да се реформира администрацијата и дали тоа е можно без отпуштања. Видеоблогот го направи Тамара Грнчаровска. Партизирана, недоволно професионална, бавна, прекобројна, без податок колку точно ја има, се карактеристиките кои со години се пролекуваат по сите извештаи напишани за јавната и државна администрација во земјава. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи го постави прашањето како да е ефикасна администрација без отпуштања, можни ли се на таков начин реформи воопшто? Сашо Мржановски ни одговори дека треба да се следат европските практики за иновации во администрацијата, но и дека реформата за работење, втора смена во администрацијата и прераспределувањето на службениците во други институции се дел од можните комбинации за ефикасна администрација. Твитерџијата Емти Персона пак смета дека луѓето со години седеле, ништо не работеле, а сега ќе треба да работат и да ја оправдаат платата. Според него треба да има бркање или прераспределување за да се олесни товарот на буџетот и дека администрацијата е дувло на партиски послушници со книшка. Грвит Моузи Хер смета дека кога ќе добијат работни обврски преку глава, пола од нив некадарни да ги извршат, сами ќе се одјават. Димко на Твитер напиша дека може со полскиот модел сите странски инвеститори да вработуваат од администрацијата со олеснување во придонесите и потоа трајно вработување. Твитерџијата колумнистот смета дека треба да се воведат смени, да се намали работното време на 6 часа дневно и плати соодветно на тоа. Дури ќе фалат вработени со заштеда од околу 25% е неговиот став. Џоко Танев пак праша за какви административци зборуваме, за тие со лажни дипломи или за оние што воопшто не се појавуваат на работа. Тој смета дека во администрацијата има луѓе кои целосно се ја работат работата, но за другите треба не само отказ, туку и одговорност за тие што им дозволиле така да се однесуваат. Топ тема на ваша страна побара и став за тоа дали администрацијата представува јасли за партиски кадри. Одговорот кој го добивме од Славица Трајчова е краток и јасен. Мислам дека се јасли за партиски кадри. Валетина е на ист став, со додавка дека е обемна. Таа смета дека треба ревизија на цела администрација прераспределба на кадри, зависно од потребите. Потитно да се намали ставот на Клонков Кире, според кого оние што се способни и непартиски определени да си останат на работа, а другите прераспределување, кој за што е, а не без школона функција. Даджи на Твитер напиша дека по последното пребројување имало 120.000 административци, а целата Европска унија ја вода 46.000. Според него потребна е преквалификување на дел за друг полскиот модел, откази за оние што седат дома, чистка од неквалитет подитно. Твитерџијата Ладен Главош констатира дека има превработеност и дека треба да се направи проценка за колку луѓе има работа на одредено место после избирање на најдобрите. Тој при тоа навидува податок дека во Македонска Каменица има 4 матичари, а месечно нема 4 брака и новородени деца. Каков е учинокот на тие вработени, прашува тој. Македонската администрација го има феноменот спротивен на сите закони на вработени кои седат дома, а земаат плата, пред се да се задоволи бројката на така наречени рамковни вработувања. Нивната неофицијална бројка е над 4000. Тоа беа предлозите на граѓаните. Господја Арсовска, за крај, доколку сте сега министер, што прво би направила? Што прво би направила? Би се фатила со подобрување на јавните услуги, на сите оние системи кои што беа направени, кои што беа почнати, размена на документи по службена должност, електронска испорака и така натаму, за да се минимизира, да речеме, човечкиот фактор, можноста за било какви влијанија, ама и би ги реорганизирала институциите и би укинала определени надлежности на едни, би споила неколку. Значи, жива работа е реформата. Нема почеток, нема крај. Цело време трае. И тука во реформата, знаете, најтешката работа е што таа немате сојузници. Ќе види министерот. Владата може да му биде единствено сојузник, да го поддржува, меѓутоа, вработените во администрацијата, синдикатите, не очекувајте никаква поддршка. И не е работа од која што можете да правите пиар и политички поени, зашто е тешка и болна работа. И има многу резови. Ама полека, смирено, со консултации, може да се заврши работа. Вие сте песимист. Не песимист, јас само на овие компјутерџиеве да им кажам.
кажете им совет што прават? прават? Постар човек, па малце така технолошките иновации, кој што рече Марта. Она тик ни готово. Ако ги споредиме 19 со 20 век, во областа на индустријското производство, реалниот сектор и администрацијата, односно бирократијата, е 1:20 во бирократијата, значи ако работел со перце, сега земал со перодршка пише или со пенкало, а во реалниот, во економијата е 1:2000. Што значи? Дека најтешко, новините најтешко се можете да ги имплементирате кај бирократијата, односно кај администрацијата. Најтешко примаат ништо ново. Тоа се како октопод. Едно му се 4 има, тоа е посебна дебата. Значи ќе оди бавно она администрацијата природно тој е нагонски да живее, да се мултиплицира. Не можете вие. Значи болни реформи предлагате или мора? Ако сакате вистински реформи, ја кажувам, ние последне од 1945 година, еве до сега сме и претходниот систем имаше многу стратегии, многу планови, многу начини како да се реформира бирократијата или тогаш тоа сега администрација модерно е велим. Само секој пат никој немало политичка волја. Ако има политичка волја, единствен пример, тоа стално го повторам, тоа е крајот на 80-тите години, владата на господја Тачер направи вистинска реформа, го ослободи јавниот сектор, го приватизира, ја спреми англиската економија да биде равноправна со француската и со германската, за да може во Европа да не, но конзервативците им требаше 20 години за да додат на власт. Ниеден кај нас политичар тој луксус нема да си го дозволи. Кусо и за вас, министре, има ли политичка волја? Ке се справите ли со вработивните прво на оние што мислам дека нема друга земја каде што не ни доаѓаат на работа, а земаат плата од буџетот кој ние ги плаќаме. Тоа е и партизирање. Најмал дел од проблемот и ќе го решиме, затоа тие се 1600 луѓе кои што ќе бидат распределени на работа. Но она што е најважно, согласувам сите вас, важно е политичката волја. И да се решиме дека апсолутно дека има. Не е само кај еден министер, туку треба да има на ниво на целата влада. Во оваа влада сериозно постои политичка волја за оваа работа. На крајот на гришта, толку долго време сме збореле за оваа работа, мораме да испорачаме некакви резултати. Чувствуваме таа одговорност пред се заради граѓаните. Ке продолжат ли рамковните вработувања? Апсолутно во рамките на она што е нормално и потреба евентуална на јавната администрација, но ништо што е надвор од законите и непочитувањето на законите апсолутно ќе заврши. Она што веќе го направивме, почнавме да работиме на функционална анализа, го спомнавме, на јавната администрација, апсолутно ни е потребна. Има едно од 2012 и 2013, не ме држите точно на збор, меѓутоа не треба нова, апдейтирана. И ни треба хоризонтална координација и комуникација помеѓу сите институции, што во сите стратегија посочено како проблем. Го имаме комитетот за реформа во јавна администрација на чело и премиерот, овој премиер сериозно ќе се зафати со да ја наметне потребата од почитување на сите овие закони на сите чинители во системот, не само министерството или инспекторатот или агенцијата. Сите. И Министерство за култура треба да се да работи, и финанси и така натака. Кога најбрзо ќе има резултати? Најмалце овој сектор кај што може да кажете кога зашто? Зашто? Кога најбрзо ќе имаме? Стратегијата реков веќе ќе биде усвоена крајот на август, почетокот на септември. Би сакал да имаме видоизменет во мали делови, после дебата со согласност на сите. Закон за административни службеници можеби до крајот на јули или можеби малце понатака, но пак ќе кажам, на маса сите заедно да разговараме и да дебатираме и заедно ќе ги носиме одлуките. Тука мораме да ја завршиме вечерашната дебата. Благодарам за учеството. Вам, драги гледачи, благодарам за вниманието и останете со програмата на Телма.